Почна спроведувањето на новата ИПАР-3 програма, а веќе е распишан и првиот јавен повик за мерките 1 и 7. Јавниот повик се однесува на мерката 1 инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства и мерката 7 диверзификација на фарми и развој на бизниси. Вкупната вредност за двете мерки изнесува 30 милиони евра. Кај мерката 1 како корисници се јавуваат земјоделски стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, како што се физички и правни лица, а корисници можат да бидат и задруги или здружени правни лица. Поддршката од мерката 1 ги опфаќа секторите кај растителното производство, житните, индустриските, фуражните, градинарските и повеќе годишните култури, а го опфаќа и лозарството. Потоа кај сточарството ги опфаќа говедарството, свињарството, овчарството, козарството и живинарството. Минималната вредност кај мерката 1 изнесува 20.000 евра. Максималната финансиска поддршка на еден корисник за еден проект изнесува 750.000 евра. Кај мерката 7 како корисници се јавуваат физички лица, правни лица, задруги и здруженија правни лица за колективни инвестиции. Како приоритетни сектори кај мерката 7 се јавуваат алтернативно земјоделско производство, преработка на алтернативни земјоделски производи, производство на прехрамбени производи и пијалаци, производство на непрехрамбени производи, поддршка на занаетчиски активности, на услуги за рурално население, на услуги во земјоделството и поддршка на рурален туризам. Минималната вредност на прифатливи трошоци на предложениот проект изнесува 10.000 евра. Максималната финансиска поддршка по корисник по поединечен проект изнесува 600.000 евра. Општина Кочани ќе го избира најуспешниот земјоделец за 2023 година. Одборот за организирање на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз го објави конкурсот за доделување на наградата, што традиционално се доделува секоја година. Целта е да се стимулира регистрираните земјоделци да ги покажат своите успеси во производството на земјоделски култури, односно во оризопроизводството. Инаку за наградата која е парична изнесува 60.000 денари, може да конкурираат физички лица чиј земјоделски имот се наоѓа на територијата на општина Кочани и се регистрирани или евидентирани земјоделски производители во единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство. Секој од пријавените кандидати ќе добие бодови според количината на предадена арпа ориз до 30 август годинава. Потоа ќе се бодува површината на земјоделското земјиште со која се располага, дали е млад земјоделец, како и дали имаат значајни остварувања и постигнувања во областа на земјоделството на државно или меѓународно ниво. Право на учество во постапката за конкурирање немаат лица на кои претходно им била доделена таква награда во последните 7 години. Секој предлог треба да се поднесе во писмена форма, при што треба да содржи соодветно образложение. Пријавувањето на кандидатите трае до 20 септември, а пријавите може да се достават по пошта или да се поднесат во едношалтерската канцеларија на општината. Екипите на секторот водовод и канализација во наредниот период ќе извршат теренски градежни работни активности за поставување на нови 17 приклучоци на водоводната и канализационата мрежа на влезот во Оризари. По претходно обезбедена документација и изведувач на активностите за асфалтирање од страна на општина Кочани на новата улица на влезот на Оризари, комуналното јавно претпријатие Водовод ќе постави целосно нова водоводна и канализациона мрежа за новите корисници пред да биде асфалтирана улицата. Во текот на изминатите месеци градежни активности за реконструкција се одвиваа на два крака од улицата Асном, а со изградбата на двата крака се комплетираше уличната инфраструктура. Во Центарот за култура Бели Мугри се реализираше изложбата на делата од меѓународната ликовна колонија Марко Цепенков Дрен од Прилеп. Главен организатор е Центарот за култура од Прилеп, а истата е со финансиска поддршка и од Министерството за култура. Делата ќе бидат изложени во време траење од 2 недели во Кочани.
овде се дела кои што се изработени од реномирани имиња, автори во ликовната уметност, што е карактеристична и при самата организација да уметниците се одбрани во ликовната колонија и да го држат квалитетот. Самата ликовна колонија Дрем постои од 2008, како што кажав, е од меѓународен карактер и карактеристично е тоа што при учеството на самата ликовна колонија, што мене и како учесник и денес како координатор, организатор на оваа изложба е тоа што голем акцент даваат на домашните автори, односно на автори кои што живеат и творат во Прилеп. Дрен постои од 2008 година и оваа година се организира по 12 пат. На изложбата учествуваа 14 уметници, а настанот се реализираше во склоп на превземени изложби 2023. Изложбата ја отвори директорката на Центарот за култура Бели Мугри, Ана Поп-Михаилова. Иницијативниот одбор на пензионерите од Кочани се договориле да организираат четврти протест, што ќе се одржи в среда со почеток во 18 часот во градскиот парк во Кочани. Од одборот ги повикуваат сите пензионери од градот, но и околните села за помасовен протест. На истиот ќе се споделат информации за тековните активности кои се преземаат од сите засегнати страни. На состанокот било договорено да се преземат мерки за подобра организација, но и поголемо присуство на генералниот протест, што ќе се одржи во Скопје на 20 септември во 11 часот пред владата. Досега пензионерите од Кочани организираат 3 протестни марша на кои ги истакнуваат нивните барања за линеарно зголемување од 3500 денари и минималната пензија да биде приближно со минималната плата.